драги наши гости, добра вечер. Добро ни дојдовте на нашата свечена манифестација по повод 63-тиот ројен ден на нашето средно општинско училиште Ѓорче Петров. Упатуваме срдечен поздрав до градоначалникот на општина Крива Паланка, Сашко Митовски. Срдечен поздрав до директорката при Средното општинско училиште Ѓорче Петров, Елена Ѓорѓиевска. Почитуван градоначалник, почитувани колеги, драги ученици, драги наши гости. Ви посакувам топло добре дојде на вечерашната, 8 поред ораторска вечер, организирана во чест на македонскиот поет и еден од основоположниците на современата македонска поезија Ацо Шопов. Оваа година, оваа манифестација се одржува во пресрет на одбележувањето на нашиот патрон празник. Добра вечер. Животот за мене представува простор. Чист, бел, широк. Простор со можност секој ден да се напише нешто. Вечерва ќе зборувам за сегашноста, за еднината. Ќе зборувам за тежината на чевлите што ги носи една 17 годишна девојка. Таа има соништа. Сините соништа чекорат по нејзе во ходникот на надежта. Тие полека стануваат увертира во тишината на незиното секојдневие. Некој вели, има едни жени кои се борат како лавици, има жени кои сами се борат и од ништо прават нешто. Други пак за жените ќе кажат дека нивното место е покрај домашното огниште. Патував долго, патував цела вечност. Од мене до твојата небитнина. Низ пожари патував. Патував и по жега, и по суша, и по невиделина. Се хранев со лебот на твојата убавина. Пиев од грлото на твојата песна. Вечерва би сакал да зборувам за една тема. Тема која како челична пајакова мрежа се нафрли врз целото човештво. Мрежа која посебен пик фрли на нас младите луѓе. Вечерва ќе говорам за насилството. Оди до каде што загледуваш. Но штом пристигнеш таму, веројатно ќе сакаш да гледаш и подалеку. Драги луѓе, вечерва ќе се обидам да си ги одбранам моите видувања за една актуелна тема и да покажам дека и со моите години јас успеав да формирам свои ставови и принципи. Ако грешам, исправете ме. Денес вештачката интелигенција нуди многу видови на среќа. Понекогаш можеме да забележиме спонтани и детски насмевки, но се почесто забележуваме наместени, комерцијални. Ке си признаеме ли дека човековиот ум е се повеќе збунет и исплашен? Велат, она што не поминува, не е среќа. Додека живеам, се надевам, но таа надеж одедна се губи, исчезнува. И тогаш, во тие моменти ќе се навратиме на некои времиња. Денеска до 19 часот во нашата земја се родија 10 новороденчиња. Веднаш да им посакаме добро здравје и долг живот.